На срцело тапанчука рум дум дум, на срцело тапанчука рум дум дум. Od SDS моми и Ергени до 3 ора вијат, од SDS моми и Ергени до 3 ора вијат. Го избрале Филипче за нов лидер со фрлање Мајер Бидер. Го избрале Филипче за нов лидер со фрлање Мајер Бидер. Ова Мајер Бидер намерно ми инверзија направена заради Рима, а не затоа што сум глуп. И така Филипче го избрале за нов лидер и викнале Зурли тупани. А Зурли штом диво ке писнат, и тапан ке грмне со подземен екот. Во гради зошто жалута ми ме стиска, од очи зошто ми навира река, и зошто ми иде да плачам ко дете. Сите од СДС да ми чучнете на двете. Тапанарот прави рс, на сите да ви го начукам. Не. Сепак сум академик, интелектуалец. Избрале шизофренициве нов лидер, СДС Бардовачка, може така да се викаат од вечерва комотно. Нов лидер викнале Зурли тупани пред штабот. Јас секој момент очекувам онака Славјанка да искочи и да се качи на тоа тапанот. Или тапанарот на неа. Не знаеш што да очекуваш. Може и оваа варијанта, не е лоша. И сите се прашувате вие од каде бе им, на кој му текна бе? По изборот на нов лидер да викне Зурли тупани, од каде бе таа идеја? Види, они викна Зурли тупани, тунел што отвара, што го направи ВМРО ДПМНЕ, и викна Зурли тупани, па ова исто му доаѓа. Значи сега во овој момент СДС не се разликува многу од тунел. Само што у тој тунел наречен СДС не се гледа светлото на другата страна. Овој може и ќе видат они светло, али на возот што иде успротивен правец. Тоа е нивната иднина, нивната судбина. Така не се си решија да се изберат доктор, само погрешија во овај специализација во овај на докторов. Значи Филипче е нешто неурохирург вамо тамо. Боле ќе беше психијатар да се изберевте. Кочичко Јашар на времето, тој познат психијатар беше у Прилеп, да, Јашар психијатар. За психијатар сте сериозно мислава. Кој би рекол? Луди сте као струја, мора да признам. Инаку му реков во една видеоролна уште на тој Деспотовски, уште пред месец дена, джабе везеш дечко, дури му дадов еден корисен совет. Уопште не се ни кандидирај да бидеш председател, пошто нема шанси со Филипче, тоа сите се сеќавате дека го кажав во една видеоролна. Но, работава изгледа беше во СДС дека они колку и да глумат сега нешто, некои реформи, нов почеток, дека сепак ова им беше обична кулиса, изборот на нов председател. Се знаеше дека Филипче ќе победи, тоа му го кажав тогаш и на Деспотовски, дека нема шанси, дека глумат демократија, глумат изборна демократија. Која бе изборна демократија? 26.000 луѓе гласале за нов лидер бе. Од цел СДС, од кој што 14.000 гласале за Филипче. Сме Јурија с тебе. Идете, фрлете се у Вардар, со кука да ве вадиме после. Уствари нема зашто да ве вадиме. И така со Грција блиски односи развиваме и у Белото море тамо. Мислам, супер ќе ви дое сега. Ќе немате баш овај можност кафе да испиете едно, ама тоа е тоа. Јеби. Зурли и тупању пичку, матеј. Само распуштете се бе, будали едни бе. Вака, да бидам малку сериозен, ама многу ми е смешно шо да правам, да му евеш мат. Филипче, друже. Уствари, зашо бе друже? Филипче. Брату од тетка. Никад нема да станеш премиер на оваа држава. И тие тамо малце една виуга не измазнете у мозок да им останеше, ќе знае дека не треба тебе да ти изберат за нов лидер.
Не може човек со твојот бекграунд, со сите оние скандали за тебе, со цел оној дебакл што го доживеа за време на короната као прв човек во здравството, со 20.000 мртви на 2 милиони жители, со карантини, што ги воведуваше, а имаше една некарантинска болест пред себе као ковид, со сите оние затварања, мерки, маски на улица, глупости, со цел памет излобира ти тој за тебе што стои да бидеш нов лидер. Прво, со кој памет прифати, зошто прифати, се обидувам мотиво да ти го најдам и мислам дека го знам кој е мотивот. Мотивот е еден и единствен, тебе пари, фала Богу, не ти требаат. Си натепа ти пари за едно 15 животи. Као министер, нели, со овој, која беше со овој браче, како се вика овој, малиов, црниов, дечко, колумбиецов. Така да парите, поише пари, да, може, не може да ти се мотив, затоа што нема никаде да доеш на власт за да чепкаш од медот пак. Него мотивот е сосема друг, а ја мислам, тоа е моje мислење, не мора да е точно, значи се оградувам, тоа е само моje мислење, предпоставка, дека мотивот е само за да се спасиш од прогон како председател на една до вчера најголема опозицијска партија, но проблемот е со вас после овој избор, овој наместен избор, така да кажам, тотално недемократски, со минимум делегати, минимум од најминимум, подоле. Каков легитимитет, кажи ми ти, ќе имаш да бидеш лидер на една партија која што до вчера имала, што знам, 150.000, 200.000 членови? Каков е тој легитимитет со 14.000 луѓе што те гласале? Прво тргнете од тоа вие у СДС, пошто сте многу паметни, тоа е една, вие сте интелектуална елита, граѓанска елита, проевропска елита. Ретарди едни си избравте лидер кој што го гласале 14.000 луѓе, рецимо, збрда здола. Малце е тоа малоумно, да ви кажам право. Но феноменално, одлично, само за една страна, а тоа е ВМРО ДПМН, со овој избор на Филипче за нов лидер, вие останувате длабоко некорумпирани, дубоко нереформирани. Овој нереформирани, да не корумпирани. Шо лупен, добро, лупета малце е касно. Значи, останувате дубоко нереформирани. Од некој нов СД што извадивте као рекламен слоган, маде од овца, стрижено. Вие сте најголемото зло што некогаш го изродила оваа држава и фала Богу што сами се изедовте како змијата од пашката. И тоа е добро. ВМРО сега може да си минимум 2 мандата. А моја предпоставка е 3, па ќе видиме за тоа потоа. Не навлагам од други, нели, овакви анализи, овие рачуни. Епа, останува на крајот да ви го честитам изборот на нов председател. Штета што не е психијатар, ке кажем уште еднаш, но човекот има познанства, доаѓа од здравствениот систем, од болница, веројатно има ергела психијатри, другарчиња, кај што ќе може дури да одите и на бесплатни сеанси. Да ви ебам ненормалните, да ви ебам Филипче за председател. И да завршиме како што почнавме, да го затвориме кругот. На срцело тапанчука, рум-дум-дум. На срцело тапанчука, рум-дум-дум. Од СДС моми и ергени до 3 ора вијат. Од СДС моми и ергени до 3 ора вијат. Рам пам 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 пам.
Addio.